Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Болката во грбот со диагноза дискус хернија е многу честа состојба. Таа на пациентите им оневозможува да ги извршуваат нормалните секојдневни активности поради болката што ја чувствуваат. Како се лекува дискус хернијата? Може ли таа да се повлече само од себе, односно да се регенерира дискусите, или пак секоја дискус хернија мора да се оперира? На овие прашања, односно дилеми, одговор ќе побараме од денешниот гостин во студиото на Телма, професор доктор Миодраг Врчаковски, специјалист неврорадиолог во Невромедика. Професоре, драго ми е што сте во студиото на Телма, добре ни дојдовте. Со огромно задоволство секогаш гостувам во вашата емисија. Повод главен за вашето гостување е новата книга што ја напишавте, Вистините за дискус херниите, низ приказни од животот. Наскоро ќе биде промовирана книгата, во која што е всушност местено вашето долгогодишно искуство во она што го работите. Автор сте комплетно на целата содржина, заедно со сликите кои што се дел од и компјутерските томографи. Дизајнот се е комплетно мој. Епа, професор, еве на самиот почеток да ни појасните што се тоа дискуси, бидејќи кога зборуваме за рбетот, обично знаеме дека тоа е изграден од пршлени, но тука има и нешто што се да нарекува интервертебрален дискус. Дискуси се всушност амортизери. И во нашето тело има 24 такви дискуси, такви амортизери. Кога нив би ги немало, тогаш би била катастрофа. Ние би биле бамбуси, баш како бамбус. Исправени, без можност да свиткаме. Никаква ротација не би можеле да правиме, не би можеле да се наведнуваме, не би можеле да се наведнуваме кон назад, да се наведнуваме кон напред, да го ротираме телото. А има и болест која баш така се однесува со нашиот организам и го прави рбетот бамбус. И тоа е тогаш катастрофа. Нема да дискутираме сега за бамбусите, туку ќе дискутираме за дискусите. А кога зборуваме за тоа што се дискус хернии, секогаш се повикувам на специјалитетите од мојата кујна и користам адекватни примери за да го илустрирам тоа. Сликовито да ни прикажете. Дали случајно го чувствувате мирисот овде во студиото? Не ви мириса на кромит малку? Јас се снимателот веднаш забележавме што влеговме. Погледнавме да не е од кујната, од утринската на Телма, но не иде од таму. Од кромидот. Нарочно е тука во целофан, за да не ни мириса и мене ми мириса. Значи, ова всушност имитира дискус. Дискусот е една еластична структура која се состои од централно јадро, желатинозно, многу еластично, од прилика материја како желе бомбона, и кога ќе притиснете, таа се сплеснува, ако може тоа да се Еве, камерата сега ќе го... А кога ќе попушти стисокот, се враќа во нормала. Ете, така се однесуваат и централните делови од дискусот, кога станува збор за оптоварувања или нормална работа или акција на телото. Значи, се сплеснуваат, но нивните контрасили го враќаат пак во нормала. Сега, тоа е централниот дел, го објаснивме. Желатинозна материја, ама таа е заштитена, заробена од фиброзен прстен. Фиброзниот прстен се состои од ламели, а тоа се лушпите на кромидот. Од централна субстанца е внатре, во средината, а лушпите од кромидот се тие заштитни елементи што не дозволуваат оваа централна субстанца да се однесува безобразно, па да пробие некој свој пат кон надвор и да ни направи проблеми. Се додека се овие прстени интактни, цели, сочувани, немаме страв од дискус
хернија. Дискус хернија настанува кога сите овие заштитни зидови реков, супругата ќе ме убие. На македонски не е зидови, туку дзидови и треба да си го штитим и македонскиот јазик, па ја извинете корекција. Значи, сите овие дзидови треба да се пробијат за да може материјалот да излезе надвор и да притисне на некој од нервите. Ако воопшто тргне во тој правец каде што се лоцирани нервите. Гледајте каква периферија има дискусот и оваа екскурзија или пукнатината не мора да настане во правецот таму кај што се нервите, кон назад и да ни направи дискус хернија. Оваа материја, желатинозна, нуклеусот може да пробие напред. Кон напред. Комплетно пробивање. Има еден куп пациенти кај кои што има хернирање предно. И немаат симптоми? Никакви симптоми немаат. Так. Немаат. Проблемот е кога таа желатинозна Ќе зафати некој нерв. Ќе се пробие во правец кај што се лоцирани нервите. И сега да ви кажам уште нешто. Замислете, 15 ламели има. Значи, не е изградена периферијата од само еден дзид, само една преграда. 15 такви прегради има и 15 ламели треба да се пробијат за да излезе материјалот на слобода и да ни направи проблеми. Значи, тоа е приближно она што сакав да ви го кажам, за да го разберете механизмот. Се додека се овие ламели, овие љушпи од кромит интактни, нема да има никаков нема проблем. да има дискус хернија. А еве, слушајте, Да, имаше погледнете да. гледате ова конзерва, паштета. Притискајте ја, таа се деформира, сега не се враќа, затоа што ја нема еластичноста, но ништо не излегува. Ништо не излегува. Не излегува до моментот додека некој не направи дупче и сега кога јас ќе притиснам, може ова да го покажете. Значи, всушност, Ова ова е дискус сега хернија. дискус хернија. Ама задржете зумот на камерата вака, погледнете сега. Ако уште повеќе притискам, ова е тврдокорно, не се откачува, ама дефинитивно ќе се откачи парчето. Сега тоа станува дискус хернија со откачен слободен фрагмент. Значи, парче од дискусот се одвоило од родителот и може да тргне во различен правец. Најчесто надолу, но може да патува и нагоре. Парчето може да стигне дури 2 прешленски тела над местото од кое настанува. Како е можно тоа? Како е можно, која е таа сила што го тера? Спротивна на гравитацијата, всушност, да отиде нагоре. Ако е систем на гравитација, што е сосема логично, треба да оди надолу. А ова оди нагоре. Како е можно тоа? Можно е затоа што е битно на кое ниво е настаната руптурата на ламелите. Ако само да се извинувам. Така, доколку пукнатината е во правец кој што би овозможил. Да си го прочистам грлово. Значи, ако пукнатината е хоризонтална, добро, тогаш нормално дека елементот, тоа што хернира по каналот ќе стигне хоризонтално до својата надворешна локација и ќе притисне и ќе се лоцира таму. Точно на ниво на дискусот и меѓу прешленските тела. Но, ако руптурата на тој анулус, фиброзен прстен, не е хоризонтална, ако е руптурата коса и настанала на горниот агол, кај што е припојот на тој анулус, на тој прстен, тогаш под притисок на телото, некоја акција, некоја активност,
се појавува внатрешна сила во самиот дискус, прешенските тела се компримираат и млазот од пукнатината оди во правец кај што е дозволено да оди, од горниот трап, оди нагоре. Колку е поширок отворот на пукнатината, колку е пукнатината поголема, толку е разливањето поблиско и полесно, да кажем. Толку е продорот во околината не толку агресивен. Може да биде голем, ама не е со далечна локација. Ако е отворот на пукнатината тесен и тенок, и ако е усмерен нагоре, тогаш под притисок внатре во самиот интрадискален притисок, фрагментот може да излета за цело прешенско тело над нивото. Вадите градина, имате црево, ставете го и кога немате прст на цревото ставен, млазот оди релативно 1 метар, можеби половина метар. Притиснете го врвот на цревото, млазот ќе многу отиде. јак млаз. Да, може и 10 метри да отиде. Истата филозофија е и со дискус херниите. Во науката и во литературата вели од непознати причини дискусите може да одат нагоре, може да одат надолу, ама зошто тоа конкретно се случува, никаде не е објаснето како што треба. Многу просто и едноставно. Јас веќе ви објасни што се случува всушност. Во која насока ќе тргне, Да. така. Професоре, а што доведува до кинење, до руптура на ѕидовите за да излезе оваа содржина надвор? А што мислите ви? Па еве, например, возраста или пак држењето на телото. Право. Првиот фактор е апсолутно. Но и млади луѓе страдаат од Ќе ви дискус објаснам. хернија. Процесот на старење. Процесот на старење е тој што ги прави проблемите. Старееме и ние, со нас стареат и нашите дискусии, ја губат течноста, дехидрираат, покрти стануваат и почнуваат во нив да се јавуваат пукнатини. Тие пукнатини не се од типот одеднаш сите пукнатини да се пробијат, туку ќе се пробие една внатрешна, па по година или две друга некоја ќе пукне, па трета, па пета и на крај при некоја акција од кртоста на самите прстени, материјалот конечно ќе го пробие својот пат до излезот и ќе се излие во околината. Рековте и млади има што има дискус херни. Па сум имал на 18 години дискус херни деца. Тоа е веќе екзибиционизам. Тоа е веќе резултат пред се на систем на живот и на спортските активности. Некои има што се бават со екстремни спортови, екстремно се изложени на руптура на дискусот. Некои се кревачи на тегови, никој не ги тера, но тоа е страшен напор за дискусите и во секој момент може да се случи такво нешто. Сте забележале какви широки појаси носат така, стават на како половината. Тоа е превентивна мерка да не се случи таков феномен. Не дозволува нагла компресија да настане. Значи, спортот, спортските повреди се исто така за причина на дискус херни кај млади луѓе. Понатаму, тежината. Тежината, имате луѓе од 130 и 40 Така, се повеќе килограми. луѓе страдаат од овој проблем, прекумерна телесна тежина. Ама, колкава тежина може да издржат нашите дискуси? Страшно оптоварување за дискусите. Тежината е еден од главните фактори и првата работа што на такви пациенти им ја кажувам, мора да ослабите. Инаку, друго решение нема, вечно ќе си имате проблем. А што е со цигарите? Пушењето влијае ли на појавата на овој проблем? Алкохолот? Колку и да изгледа прашањето бизарно, апсолутно знајте дека цигарите се провокатори
на дискус хернии, па дури има светски студии што го потврдуваат ова. Но дури и да не се провокатори, имаме 100% докази дека тие можат да влијаат на исходот на дискус хернијата, односно на време траењето на лекувањето. Сега ќе ме прашате, каква врска има пушењето со ваква структура дискус? Дискус што има прстени, фиброзни, па желатинозна материја. Каква врска има? Има врска. Затоа што кај пушачи макрофагите, тоа се одбранбените келии што ги напаѓаат деловите од дискус што се излезени во околината, имаат по-ниско ниво на протеолитички ензими што можат да го разложат излезениот материјал од дискусот. Значи самиот организам можева да го реши. И сега А цигарите всушност го проблематизираат овој процес. Поентата е што бројот на такви ензими, количината на ензимите кај пушачите е значително пониско во однос на ензимското ниво кај оние што не пушат. Тоа ви е како во една хала да имате на средина еден куп ѓубре и сте ангажирале 100 работници да го расчистат ѓубрето, а купот е огромен. 100 работници ќе им треба време, бога ми, да го средат проблемот, ама ако имате 2000 работници, тие многу побрзо ќе го решат проблемот. Така и со излезениот материјал од дискуси. Кај непушачите бројот на расчистувачи на теренот е значително поголем отколку кај пушачите. И кај нив заздравувањето оде значително побрзо. Професор, колкав процент од пациентите со дискус хернија проблемот ќе се реши само од себе? Интересно прашање, и тука сме во постојана борба со моите драги колеги оперативци. Секоја дискус хернија, велат тие, треба да се оперира, да се интервенира. Ти појма немаш. Не е така, секоја дискус хернија катастрофално да заврши, ќе се парализира пациентот. Значи да ви кажам, најдобар светски оператор и лекувач на дискус херниите е мајката природа. Во 90% од случаи може да настане комплетно, спонтано излекување. Реков комплетно, сгрешив. Во 90% од случаите може да настане излекување, ама со светските студии вела дека во најмалку 50% има елиминирање на симптомите кај пациентот, зашто редукцијата на материјалот што е излезен е од таков обем да болките веќе стивнуваат и не представуваат проблем за пациентот. Јасно и гласно да ви кажам дека е можно спонтано лекување на дискус херниите без било каква друга асистенција. Само со времето. Времето е најдобриот лекувач. И сега вие ќе ми кажете... Колку време обично би било потребно? Обично 3 месеци е долниот лимит, од 3 до 6 месеци. И сега, во зависност од тоа, која е структурата на хернираниот материјал. Јас ви реков дека тоа е оваа желатинозна материја, ама кога дискусот хернира, кога ламелите пукаат,
Можно е и дел од пукнатите ламели да влезе во материјалот. Значи има парчиња Така. од периферијата на дискусот внатре. Друго е времето за желатинозната материја да се ресорбира, друго е времето за парчињата од дискусот. Може дел од рскавицата, има покровни плочи на рабовите од прешлените и тие може да учествуваат внатре како додатоци во материјалот што хернира. И конечно, и мали парченца од коски може да влезат во материјалот. Кога ќе пукне анулусот, тој фиброзен прстен, кога пукаат ламелите, можно е да се скине по периферија, да се отчепи некое коскено делче. Тогаш времето на ресорбција комплетна е значително подолго. Што со оние пациенти што чувствуваат многу силни болки во овие моменти? Може ли кај нив да се чека времето да ја заврши својата работа? Значи, сега доаѓаме до суштинското прашање. Добро, кога можеме ние всушност да ја примениме оваа метода и кај кои пациенти има правила на игра? Ако пациентот вреска од болка, не може да спие, тотална несоница, со денови, со недели, па нема да чекаме ние да поминат 3 месеци да му се намалат болките, и евентуално може со блокада на нервите да се постигне ефект, но тие не се погодни за такви спонтани излекувања. Секогаш е битно која е симптоматологијата, дали е поднослива или не, каков е ефектот на нервните корени, дали имаме оштетување на нервните корени, од кој степен. Тоа се утврдува со ЕМГ. Наод, за да утврдиме колкав е степенот на тоа оштетување, ако има значително оштетување, валјда нема да чекаме. Факт е дека има апсолутни индикации за хирушка интервенција, Кои што обично нема никакво колебање, кај што не ден, час не смее да се чека. Значи, во случај кога имаме проблеми со сфинктерите што ја контролираат големата и малата нужда, спонтано измокрување, тогаш тоа е апсолутна индикација за хирушка интервенција и не смееме да чекаме ниту момент. Еве ќе ви кажам друг случај. Нема такви проблеми со сфинктерите, ама мојата студија и мојата искуство се базира апсолутно на реални индикатори. Пред неколку дена ми дојде пациент со цервикална дискус хернија. И тоа не на едно место, на две, дури и на 3 места, на третото место беше од помал обем. И ми треба 10 секунди да му кажам, мораш веднаш да се оперираш, не смееш да чекаш ни ден. Зошто? Кога има такви излегувања на дискусите што се поагресивни, кога веќе има притисок на рабетниот мозок, кога веќе има исхемија, ние ги викаме миелопатски промени, почнуваат дегенеративни промени во влакната од рабетниот мозок, во патиштата, нема компромис, мора веднаш да се оперира. Ама во други случаи, кога хирурзите тврдат дури ова огромно парче мора веднаш да се оперира, јас можам да им покажам дека тоа огромно парче што мора веднаш да се оперира, по 3 месеци е тотално исчезнато од спиналниот канал. Тие примери ги имате тука во книгата? Ги имам примерите во книгата, ама сега не успеавме да објасниме како тоа мајката природа ги лекуват и како ги оперира, ајде, под наводници да кажам. Во што е трикот?
Значи, нашиот организам ги третира хернираните дискуси, материјалот што излегува во каналот, го третира како страно тело, како натрапник, како интрудер. И веднаш го напаѓа. Значи, За да го елиминира, да го отстрани од организмот. Да, тоа е автоимуна реакција всушност. И нашите одбранбени кели, макрофагите, веднаш се собираат на лице место и постојат една цела палета на протеолитички ензими. Ова што ви го кажам не е теорија, не е конфабулација моја, туку е 100% научно докажано и е светско искуство. Тие протеолитички ензими ги има една цела палета. Не е тоа 1, 2, 3 ензими, 30-тина, се по групи специализирани за посебни делови од материјалот што е излезен. Има специализирани само за желатинозната материја, има специализирани и за делови кои се на фиброзните ламели внатре, има и за просторот меѓу нив, и сакам тоа да ви кажам дека организмот сам си се брани против натрапникот. Се јавува прво воспалителна реакција околу местото што е на кое е дискусот херниран. Исто така, како резултат на таа воспалителна реакција, има формирање на нови ситни крвни садови. Тоа се вика неоваскуларизација. Значи, организмот сам си ги подобрува условите за да реагира, за дотур на елементи околу непријателот. Го полека го изолира и ги носи своите хаубици тука околу за да почне со реакција. Воспалителната реакција, тие нови крвни садови овозможуваат поинтензивен дотур на макрофаги. Од сите страни се заобиколува фрагментот и почнува акцијата. Се лизира полека, се елиминира. Ви кажувам, кивото имам еден куп случаи во рок од 3 месеци парче големо од 3 сантиметри го кој што е елиминирано. А такви во мојата книга има навистина многу примери. Професор, ќе пуштиме тука еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Се допаѓаат, да ви кажам. Почитувани останете на Телма. Со професор доктор Миодраг Врчаковски, специјалист по неврорадиологија, денеска зборуваме за дискус хернијата, дали секоја дискус хернија мора да се оперира. Веќе професорот објасни дека тоа не е така, но пред да се донесе одлуката што понатаму кај пациент што има дискус хернија, треба да се постави дијагноза. Професоре, како поставувате дијагноза? Неопходно ли е да се направат некакви снимки? Нормално има цела палета на испитувања што се прават, почнувајќи од рентгенски снимки на рветот. Но сега од овие по модерни методи, порано кога немаше магнетна резонанца, компјутеризирана томографија, па сите се восхитувавме како е тоа брилјантна метода, компјутер, револуција во медицината. А сега последната магнетна резонанца. Магнетната резонанца апсолутно и 100% ни ги открива сите тајни, па и тајните на рветот, и точно ни покажува каква е состојбата со дискусите. Лесно се дијагностицира дискус хернија, ама она што е проблематично, сите гледаат дискус хернија, сите велат хирурзите да се оперира, некои од конзервативниците како мене пореално вели да се чека, но како можеме ние да предвидиме, да процениме врз основа на снимката што е добивена од магнетната резонанца, дали некој дискус
спонтано ќе се ресорбира или не. Тоа е работа на големите мајстори на кујната. Сите гледаат магнетни резонанци, сите коментираат, кажуваат. Значи има цела палета од симптоми, односно радиолошки знаци, предзнаци, што мене ми кажуваат дека чекањето кај некој пациент со дискус хернија ќе се исплати и ќе има позитивен исход. Знаете колку ги има? Еден куп. Ама никој не ги опишал, никој не ги ставил на хартија. И јас најтопло им ја препорачувам книгата на моите колеги, драги, што се бават со ова проблематика, да си прочитаат, да за видат вистините кои за се дискус херниите. Верувајте, магнетната резонанца со својата палета на скенови што има, може сите тајни на дискусот да ни ги открие. И може да ни каже дека овде почнало разредување на материјалот, се очекува дека во иднина ќе прогредира тоа разредување и тој дискус ќе се елиминира. Во книгата имам случај кај што има дискус хернија, по 6 месеци истата дискус хернија и понатаму постои, последните 6 месеци апсолутно иста состојба, иста дискус хернија, иста компресија. Ни трунка подобрување. Сега, ајде ќе ви откриам една од тајните што јас ги користам за да го предвидам тоа. Значи, кога дискусот конечно ќе се породи, ќе ги пробие ламелите, тоа не е крајот на приказната. Постои уште една дополнителна заштитна бариера. Тоа е една лента, фиброзна, од лигамент, кој почнува од вратниот дел, па се до најдолниот лумбален сегмент. Лентата е широка 8 мм, се вика постериорен лонгитудинален лигамент, и кога дискусот ќе биде пробиен, материјалот сега доаѓа у контакт со лигаментот. А лигаментот е точно залепен за дискусот. И сега има шанса тој лигамент да се одлепи, значи материјалот што излегол, да го одлепи лигаментот, да го избутка, и лигаментот останува избуткан и формира едно како меше, ама не е пробиен. Некои поагресивни дискуси можат комплетно да го пробијат лигаментот, да го раскинат и да излезат преку него во спиналниот канал. Ние тој простор го викаме епидурален простор. И сега, кој е ефектот на таквото сценарио кога е материјалот заштитен од лигаментот, значи кога лигаментот не е пробиен и кога е лигаментот пробиен. Јас тоа, целта ми е да го проценам тоа. Кога е лигаментот пробиен, шансата за побрзо лекување е драстично поголема отколку кога лигаментот е интактен. Кога е лигаментот пробиен, особено кога делот од дискусот е откачен од родителот, па е лоциран горе, долу или на средина, не е ни битно, пристапот на одбранбените сили на макрофагите е 100% овозможен. И тие веднаш го напаѓаат, го заобиколуваат, како што и реков, формираат васкуларна мрежа, формираат грануломатозно ткање, тоа е она што го разјадува и го елиминира дискусот. Имаме хистолошки докази, хистолошки препарати кај што тоа се потврдува,
И на тој начин знам сигурно дека чекањето и времето ќе има ефект. Мајката природа успешно ќе си го реши проблем. Ама, ако лигаментот не е пробиен, туку е само издолжен, елонгиран, потиснат, набабрен, тука мајката природа и макрофагите имаат проблем. Немаат адекватен контакт со материјалот од дискусот, кој што е излезен. Што е излезен, и тоа ви е слично како да имате еден куп ѓубре пред вратата, ѓубре оставено, ќе дојдат чистачите, ќе го соберат ѓубрето, ќе ви ја вратат кантата, ќе си ја приберете или ќе остане празна надвор. Но, ако вратата од вашиот двор е заклучена, а ѓубрето ви стои во дворот, колку и да се трудат чистачите да го соберат, не може да ви влезат таму за да го расчистат. Значи, мора да има влезна врата преку која макрофагите, одбранбените сили, растештувачите ќе дојдат до материјалот. Трикот е како да знаеме сигурно дали е лигаментот пробиен, каде е пробиен, од која страна, како ќе се однесува, кој дел од хернираниот дискус излегува вон од лигаментот, а кој дел не. Сето тоа е објаснето во книгата. Так, клучот е секогаш, професоре, добра диагностика. Тука очигледно има многу информации кои што можат да им помогнат на стручните лица во разрешувањето. Апсолутно. Сопствено искуство, како што кажавме на почетокот на емисијата. Честитки уште еднаш за овој навистина успешен проект. Ви благодарам. Се надевам дека ќе се видиме во Тилма амбуланта и во моментот кога ќе направите промоцијата официјална на книгата. Животот е љубов, љубовта е таа што не прави среќни и задоволни, и кога со љубов се посветувате кон се што работите, секогаш има резултат. Секогаш има резултат. Ви благодарам за гостувањето и за прекрасните сликовите појаснувања на оваа сложена тема и чест проблем кај луѓето. Извинете за мирисот од кромидот. Воопшто не е лош. Мириса на салата. Ви благодарам, почитувани, за денешното внимание со кое што не следевте. Се гледаме секој работен ден на Телма. Пријатно.